Објавувањето на воскресението не представува негирање на овдешниот живот, туку сосема напротив, представува негова потврда. Ако се задлабочиме попроникливо, насекаде согледуваме дека се во нашиот живот е устроено во духот на воскресението. Еден философ ке рече: спиењето е брат на смртта, но сведоци сме дека будењето е нашето воскресение. Пролетта што ја живееме е воскресение од смртта на зимата. Посеаното зрно пченица умира во земјата, но воскреснува во ново жито. Следствено, воскресението е стилот на живот на православниот христијанин. Согласно на тој стил на постоење, човекот, иако бива соочен со најразлични, навидум безизлези и други непредвидливи околности, постојано се исправа и постојано оди напред. Оттука не само дека веруваме во воскресението од мртвите и не само дека го чекаме, но да кажам веќе и учествуваме во него, предвкусувајќи го преку причестувањето со телото и крвта Христови, имајќи во вид дека светиот Игнатиј Антиохиски за причеста вели дека е лек за бесмртност, против отров, за да не умираме. А литургијата е залог за вечниот живот. И иако отровот на смртта дејствува, смртта заради благодата на воскресението не постои, да речеме нема своја онтологија. Воскреснувајќи, Христос со себе не совоскреснува и нас. Затоа за луѓето кои учествуваат во неговата тајна, воскресението не се случува само еднаш во годината, туку секојдневно се случува во човечките срца, бивајќи причина за постојана радост. Христос воскресе!